Драги гледачи, добар ден, добро дојдовте и во ова 35-то издание на емисијата Тип 102. Емисија во која што ќе се обидиме во следниви околу 60 минути да го задржиме вашето внимание со спортски активности и со оние предлози кои ги сугерираме, ви ги нудиме во престојниот спортски викенд. Веднаш на почетокот да кажам дека денешен наш ексклузивен гостин ќе биде Љубе Здравков, радиоаматер, потоци тој член од подтесното раководство, односно председател на Никола Теста, клубот на радиоаматерите од Штип клуб, што е со длабока и далека традиција формиран таму некаде во 1947 година. За активностите, за најновите моменти кои се случуваат во радиоклубот, ќе дознаеме изворно од него, а секако во парадомошниот дел од емисијата ќе има и негов предлог од 10 спортски парови со можност да помогнеме околу вашите типувања, да одберете комбинација, да дојдете до добита комбинација. Во емисијата следувате они стандардни содржини, некаде околу 14 часот се вклучува Велибор Џаровски Џаро со негов предлог парови. Има нешто, фудбал, кошарка, одбојка. Знаете дека во европските земји сега е пауза, привршуваат шампионатите и во оние по-слаби лиги, меѓутоа има и tekako интересни моменти околу Купот на Америка, тука е првенството на Европа за млади до 21 година. Рано утрово заврши и светското првенство за младенци до 20 години, во кој во финалето Србија стана светски првак. После победата над Бразил 1:1 беше во регуларниот дел. Во продолжението 118 минута србите дадоа гол за голема радост и покажува дека се враќа она генерација таму некаде од 85-6 година, кога Просинечки, Бобан, Југовиќ и другарите во како состав на Југославија беа светски прваци во младенска категорија. Во после паузата ќе ги соопштиме и добитниците на точи резултат од минатата емисија. На крајот во вториот дел има јавување и ваше, очекуваме со што давате активен придонес и вие во реализацијата на оваа емисија. А денеска, според предлог на Љубе Здравков, ќе биде надпреварот од Купот на Америка, тоа ќе биде надпреварот Аргентина и Јамајка. Значи можете ви активно да се вклучите, да давате различни прогнози, типови, а секако основен тип ќе видат оние 10 предлози на Љубе Здравков. Предлагам да одиме со краток џингл и веќе со најавените содржини. Реков дека имаме јавување на гледачи за минатата емисија. Добитници со вредносен талон од 50 денари во облажилниците на Вилхил се следниве: Митко Стоиловски, село Саса, Македонска Каменица; Шефки Салиов од Виница; Горан Наков Штип; Виктор Донески Штип и Слободан Тодоров од Кочени. Значи тие веднаш по емисијата денеска, утре може да се уплатат во обложилниците на Вилхил и да уплатат вредносен талон во вредност од 50 денари. Инаку ова е најновото издание на билтенот на Вилхил, билтен во кој што можете да ги најдете сите оние содржини кои што се активни за овај викенд. Билтенот излегува во петок и во него има парови до понеделник, во вторник излева ново издание, бесплатен билтен во кој што се содржани сите оние спортски елементи кои што се предмет за обсервација и за ваше типување. Поздрав, нека биде ова и до дечките и девојките кои што се на своите уплатни места, ве очекуваат да отидете да уплатите и да се надевате на награда. А оно што го нуди обложувалница на Вилхил, особено е вредно да се спомене дека секој тикет со 6 и повеќе парови дополнително се наградува со бонус. Тикет од 6 надпревари, за него следува бонус од 5%, тикет со 7 надпревари следува бонус од 10%, со 8 надпревари бонус од 15%, со 9 надпревари бонус од 20%, со 10 надпревари бонус од 25%, со 11 надпревари бонус од 30%, 12 надпревари бонус 35%, тикет со 13 надпревари, за него следува бонус од 40%, тикет со 14 надпревари следува бонус од 45% и тикет со 15 надпревари, за него следува бонус од 50%.
Интересни игри, интересни моменти може да се најдат во облажувалниците на Вилхил. Вистинските прогнозери знаат да одберат. Следете надпревари, уживајте и навивајте за кого сакате и каде сакате, но имајте стил, облажувајте се единствено во Вилхил. Во билтените на Вилхил, спортскиот свет вие како на дланка, ваш избор со наш коефициент до примамлива добивка. Облажувалници Вилхил во секој катче на Македонија. Поздрав нека биде овој до сите оние гледачи во целиот југоисточен регион, бидејќи со посредство на сигналот на Ирис телевизија и на телевизија Кобра може да не следа гледачите од Гевгелија, Богданци, Дојрам, Валандово, Струмица, Радови, Штип, Пробиштип, Кочени, Виница, Македонска Каменица, Берово, Делчево, Пехчево и сите оние помали места за докаде допира сигналот на Ирис телевизија и на телевизија Кобра. Одеме со краток джингл, со почит, поздрав, внимание кон нашите почитувани пријатели, а веднаш потоа ќе се запознаете со нашиот денешен гостин, Љубе Здравков. Вистинските прогнозери знаат да одберат. Следете надпревари, уживајте и навивајте за кого сакате и каде сакате, но имајте стил, облажувајте се единствено во Вилхил. Во билтените на Вилхил спортскиот свет вие како на дланка, ваш избор со наш коефициент до примамлива добивка. Облажувалници Вилхил во секој катче на Македонија. Елкос ЕТЦ за сите верни потрошувачи подарува ваучер за пазарување 5 пати по 6000 денари секој месец, плюс инстант подароци за вредноста на вашата сметка. Пица, кафе, чај, палачинка и безброј изненадувања. Со прашање и одговор до многу подароци, само за купувачите со фамилијарната картичка. Бидете дел од ЕТЦ фамилијата и побарајте ја вашата фамилијарна картичка. ЕТЦ Штип, каде купувањето носи насмевка. На прашањето, кој оператор на широкопојасен интернет според ваше лично искуство нуди најдобар однос помеѓу цената и квалитетот? Граѓаните на Република Македонија одговорија Телекабел. Одберете Телекабел, најдобра вредност за дадените пари. Best Buy, World Macedonија. Вистинските прогнозери знаат да одберат. Следете надпревари, уживајте и навивајте за кого сакате и каде сакате, но имајте стил, облажувајте се единствено во Вилхил. Во билтените на Вилхил спортскиот свет вие како на дланка, ваш избор со наш коефициент до примамлива добивка. Облажувалници Вилхил во секој катче на Македонија. Продолжуваме со емисијата Тип 102. Реков во најавата и веќе ви го представувам. Велам добар ден и добре дојде на Љубе Здравков. Добар ден. Добро ве најдов и поздрав до гледачите на телевизија Ирис. Во најавата пише во Радио Аматер, може би грешам, може би не. Вие сте начело, председател на Радио Аматерскиот клуб Никола Тесла, клуб кој што постои од далече 1947 година. Зборува за настаните за формирањето на радиоклубот и дале сум во право, може би грешам, исправете ме вие. Значи, јас сум председател на радиоклубот, чи повеќе функционер отколку не преверувачи или така активен радиоаматер. Меѓутоа, сепак сум присутен на сите нивни активности. И ги знаете сите како логистика и нормално дека мора да се запознаме со целата проблематика која го тишти радиоклубот и одделот на преврачката и одделот на екзистенцијалниот оддел на самиот радиоклуб. Мал дел да се осврнеме на личната карта на клубот. Ја реков постоење од 1947 година. Тука има една убава брошурка издадена токму на радиоклубот Никола Тесла, декември 1997, сега е јуни 2015, што ќе рече за 2 години ќе има голем јубилеј, 17 години формирањето. Накратко за личната карта на... Таа брошура е издадена по повод 50 годишнината на радиоклубот во 1997 година,
што само по себе зборува дека радиоклубот Никола Тесла е формиран 1947 година од една група на ентузијасти во тој период, значи после завршетокот на Втората светска војна, формирањето на македонската држава, со примитивни средства, така да кажам, почнала да функционира радиоклуб и самата радиотехника во тој период. Значи и радиоклубот станал членка на Народна техника на Македонија и на Југославија. Во својот развоен период многу членови проверувале сите активности на тој радиоклуб, значи почнувајќи од основните радиоаматерски, така да кажам, функции, значи учењето на мрзовата азбука, одржувањето на врски, аматерска радиогониометрија, значи она што значи основа на радиоаматерството. Во текот на целиот период, тука некаде до 80-тите години, радиоклубот е функционира како член на Народна техника на Република Македонија, како негов дел и повеќе се е бавил со едукација на младите кадри од техничкиот дел, значи и во радиоаматерството, и во радиотехниката, и во сите оние делови што значат техника, без да се има некој, така да кажам, официјален надпреварувачки карактер на меѓународно ниво. Да, на републичко ниво и на државно ниво Југославија е имало такви такмичења, надпревари во брзо примање на мрзовата азбука, во таа аматерска радиогониметрија, откривање на радиостаници, ако се сеќавате сите оние познати лисичари, како така сред поголеми апарати кои што беа детектори на радиостаниците. Додека во денешно време веќе тоа е малку компјутеризирано и во по-минимална форма. Подемот на радиоклубот во делот на надпреварувачкиот дел доаѓа некаде од 80-те години со активирањето и на денешните активни радиочленови, значи како што е Зоранчо Крстев, Венцо Стојчев, Момчило Милошев, значи еден од доаените на радиоаматерството во Македонија, и останати членови на радиоклубот, покониот Ване Герасимов, мораме да сетиме на него. Да. Да, го Ване Герасимов, Зоран Милев оде, Ванчо Харбов, Венцо Стојчев, Момчило Милошев, Зоранчо Крстев, така да тоа се повеќето из денес активни членови на радиоклубот кои одржуваат имиджот на самата. Бидејќи ова антологиска слика заслужува внимание овие дечки да ги споменеме, продолжи со... Значи, од помало 80-те години почнува тој подем на надпреварувачки дел, значи радиоклубот се вклучува во едни активности кои што значат одржување на врски, на радиоврски, со најоддалечените делови на земјината топка. Значи, онаму кај што има, така да кажам, слаба активност на радиоаматери, одредени острови, одредени далечни земји, тој дел почнува и нашиот клуб станува еден од респектабилните клубови кои што постигнуваат резултати на светско ниво. Значи, во овие 20 години, 20 години, радиоклубот има постигнато огромни резултати на светско ниво. Значи, се уште така да кажам, го држи во повеќе дисциплини светскиот рекорд, со освоени бодови во одржани радиоврски. Постигнати се повеќе први места на светски купови, на светски првенства. Да, споменеме некои од нив. Добро, тоа се светски првенства кои организираат аматерските радиосојузи на Америка, значи потоа на Германија, кои што се, така да кажам, едни од најразвиените земји кај што радиоаматерството е подигнато на ниво на, така да кажам, на професија, на некој начин. Не е професија, меѓу да подигната е со јака поддршка од фирми, од самите радиоаматери, лобисти, со опрема која е неспоредливо со оно што ние го имаме кај нас, со, така да кажем, индустријски радиоантени, поставувани, додека ние сами конструираме антени, сами ги поставуваме. Нашите радиостаници се, да кажеме, постара година на производство. Меѓутоа, сепак, нашиот ентузијазам, волјата на самите членови, допринесува да бидеме истрајни и да бидеме конкурентни на сите оние надпреварувачи од другите, така да кажам, по-богати држави,
конструираме, значи, и засилувачи, антенски столбови, антенски приемници и така натаму и така натаму. И има некои така анекдоти кога се срекаваме со други радиоаматери од другите држави. Значи, ние сме чест гости на радиоаматерскиот собир во Фридрихсхафен во Германија, кај што сме, така да кажем, едни раритет и сака да се сретнат со нас како еден радиоклуб или надпреварувачи кои што доаѓаат од една земја кој што нема така традиција во, да кажем, во резултати, а се постигнува такви големи резултати. И кога чуе со што се ние имаме како опрема, како радиостаници, како антенски столбови, односно антени со кои работиме, малку се зачудени и велат дали е можно тоа. Ке ми простиш, добија сигнал од режијата, бидејќи таков е карактерот на емисијата. Имаме гледача линија. Ало, велам, добар ден. Добар ден. Немам сигнал. Ало? Ало, добар ден. Добар ден, повелете вашето име, презиме и прогноза. Иван Зафировски. Како? Иван Зафировски се јавува. Иван Зафировски. Да. За прогноза? 3-0 за Аргентина. 3-0 за Аргентина. Од каде се јавувате, од Штип? Од Штип, да. Од Белобрадо. Добре, сега се доби подобро Да. линијата. Благодарам, Иван, поздрав и со среќа. Да разјасниме, Здравков. Кога велам за надпреварување, може би јас лошо ги интерпретира прашањето. Значи, светски куп, тој е на ниво на цел свет, меѓутоа вие сте со локација овде во Штип. Не е тоа турнирски во останатите спортови. Значи, во тој смисол е и вие светски рекорди на светски Значи, купови. да појасниме. Така. Овде не се народи за некој физички контакт помеѓу самите учесници во надпреварот, него тоа се радиоаматери кои се на своите локации на разни точки од земјата топка. И одржуваат врски. Од Америка одржува врски со Европа, со Азија и така натака. Ние од Европа со Америка, со Азија, со Австралија и така натаму и така натаму. И кој ќе направи повеќе врски во одредено време, значи тие надпревари се има календар на надпревари на Светската аматерска радио асоциација, кој што вели дека во тој термин се одржува таков надпревар на тие фреквенции, и со дали се ќе сингл, поединечен надпревар, групен надпревар и така натака во разни категории. Значи, ние сме на нашата локација во овој град, што не значи дека не можеме да бидеме на друга локација. Кој ќе одбереме, кај што ќе имаме средства да отидеме, можеби тоа ќе биде во странска држава, некош бевме и во Турција на локација, таму држуваме врски. Значи, битно е дека ние физички контакт со нашите, така да кажеме, конкуренти немаме. Него ние одржуваме врски со цел свет. Радиостаницата е таја која што на одредена фреквенција во одреден период, на одредено време да се одржат повеќе радиоврски, со што е можно подалечни земји кои што се подалеку од Европа, значи не збиваме Европа. Тоа се критериуми за најдобар да видиш. Во секој случај, значи една врска одржана со Америка носи коефициент помножено по 4. Одржана врска со Европа коефициент 1. Значи, се тоа што значи дека одржуваме, ова и карикирам коефициентите, нели сакам да појаснам како е таа ситуација, што е можно со емитување на сигнал одовде, да го добиеме некој што се наоѓа на Кајманските острови, не знам, во некој острво во Индискиот океан или во Тихиот океан и така натака. Тоа е она што е драшта, како кажам, кефот на самиот радиоаматер, да воспостави врска со најоддалечени делови и со делови на светот кај што ваква активност е многу минимална. Што вели искуството? Еве рече дека од 80-тите години почива подемот на, само имаме гледачки ми прости. Ало, добар ден. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете? Шеф Кисалиев од Виница. Шеф Кисалиев, добитник од минатата емисија, знаеш? Да, знам. Виница. Прогноза? Од 3 до 6 гола. 3 до 6 гола. Да. Благодарам, Шефки, поздрав и со среќа. Да не ја заборам мислата. Значи, од 80-тите години започува подемот во постигнување на резултати. Има ли моменти, или какво е чувството веќе ако има,
со 10-20 години да се одржува врска, не мора да официјално, неофицијално со некој, да речеме од Јапонија или од Америка, и да 20 години физички да не контактирате, да не се знаете, а Фридрихсхафен е местото каде ще собира. Дали има такви случаи со ваши череви или со вас? Се разбира. Значи, полето на секој радиометер е радиостаницата и одржување на врски со колеги во други земји. Значи, нема никаков физички контакт, нема визуелен контакт, него само гласовен контакт. Нема скайп да се гледат? Нема. Или гласовен контакт, или контакт преку телеграфија, преку сега на Морзовата азбука. Во секој случај постои желба на сите радиоеметери да се сретнат, да се видат. Затоа постојат во светот повеќе такви собири. Значи, не само во Европа, и тој во Америка. Нашиот член Венцо Стојчев во таму 90-те години беше во Дејтон, во Америка. И со таков радиоаматерски сојуз кај што се сретна со многу радиоаматери од Америка, кој што само ги е преку фреквенциите ги е слушнал, вака не се видел. Во Фридрихсхафен повеќе е собир на радиоаматерите од Европа, а меѓутоа доаѓаат и од Америка овде. И тие средби се, така да кажам, незаборавни. Значи, ретки се, повеќе се контактите на радиостаницата, меѓутоа видувањето е една ситуација каде што можеме и физички веќе да замислиме како некој изгледа кога го имаме на бандот така и таму. Значи, затоа се организираат тие радиоаматерски собири, за да може да се разменат искуства, да се видат радиоаматери меѓу себе, па да си кажат кој како работи, кој како живее и така натаму и така натаму. Значи, едно видување за век. За постигнување на добри резултати, дали место има и локацијата каде ви се објектите. Јас знам пред 5-6 години имаше некои унгарци, дојдоа чисто во разговор со вашите членови да ги видат условите. Бидејќи и вие рековте пред малку дека тие се фасцинирани од резултатите со, да речеме, примитивни инструменти во однос на нивните логистички најнови типови модели. Имаше неколку констатација дека се користи месечината, одблесок, па кои се тие? Веќе тоа е друга дисциплина во радиоаматерството. Нашиот член Дима Јаковлев, еден од светски признатите радиоаматери кои работат со таа техника, што одржување на радиоврски преку месечината. Значи, сигналот се праќа или не само преку месечината, и преку метеорите. Да. Значи, одреден дел на годината имаме, така да кажем, навала на метеори, и тогаш метеорски дождови, и тогаш се одржуваат и врска, значи, она одблесок, односно реакција преку самите тела, за да може да се на другата страна на земјата топка да се добие сигнал. Значи, преку месечината како рефлектор, тој и преку метеорите. Нашиот, значи, радиометер Дима Јаковлев има постигнато исто на светски резултати. Овде беа гости радиоаматери од Чешка, кои донесоа... Беа од Унгарија, подруга од Чешка, кои што донесе опрема, која што е, така да кажам, непоемлива за наши услови, да го ние имаме тоа, бидејќи е многу скап. Сега ние сме радиоаматери, кои што членуваме таму доброволно и се финансираме самостојно. Значи, од членарини наши, од понекогаш одредена донација, која се доби, и така натака, и така натака. Меѓутоа, волјата, науката, напредувањето на нашите членови е на завидно ниво и сите оние екипи кои доаѓаат во Македонија, локацијата е добра за одржување на такви врски, така да кажам, да се задоволни од нашиот прием, но и од локацијата и условите кои можеме да ги пружеме како логистика овде, за да можат и они од овде како да одржат такви врски. Имале гости и од Италија, и од Унгарија, и од Германија, значи од овде кои што одржуваат врски. Заедно одржуваме некој екипа, направиме заедничка екипа, која што учествува... Следното прашање, дали може да се мешовита екипа да се надпреварува? Во секој случај, сите оние кои што дојдат во Македонија да одржуваат врски добијат наши радиоаматерски знаци на Македонија. Значи, наши радиоаматерски пријавуваат и добиваат преку нашиот сојуз знаци кои што значат, значи, повторно работа од Македонија и под, така да кажам, под македонско знаме на крајот на краиштата. Така да не е проблем, значи, да се направи миксувана екипа, да се направи некој да работи на една фреквенција, друг на втора фреквенција и така. Зависи каков е типот на надпреварот.
Спомена дека имаше гостување, значи не само локацијата, да речеме, ке Стариот Адо Сушево, ваша екипа беше во Турција пред 10 години. Дали на покана на нивна или на некој наш пријател иселеник, како да Тоа е соработка на самите радиоаматери, тоа е по и наша желба ни покана на наш пријател, радиоаматер од Турција, кој што ја изнаеми, така да кажам, не изнаеми, него ја даде неговата локација, негова просторија куќа во Турција, кај што се намести целата опрема наша и кај што од таму се одржува врските. Знаете, од таму веќе тој како азиски дел имаме, кога одржуваме врски се повеќе поени и тој го викаме ние експедиција. Значи, побогатите членови држави одат на експедиции по многу други, така да кажам, екзотични места, острови кои што нема ни луѓе на крај краишта, меѓутоа се забележени во радиоаматерската карта како дестинации, како локации кај што може да се одржуваат радиоврски. Колку траат подготовките за еден ваков надпревар, бидејќи од искуство знам, јас бев радиорелеец во војска, имаше телеграфисти, па тие праќа сигнал, чекаат тој сигнал да помине цела земјина топка, да го добие, што повеќе праќа сигнали, почиста слика добие, тогај настанува врската. Колку е кај вас временски тоа? Радиоаматерот секојдневно е на својата радиостаница. Значи, тоа е веќе едно хоби. Значи, припрема некоја класична не постои, освен договор на самата екипа како е настапено на самиот надпревар, кој на која фреквенција ќе работи, колку време ќе работи и така натаму. Радиоаматерот има радиостаница во својата куќа, има антена која е поставена кај себе. И он одржува врски секојдневно, не мора да има надпревар. Значи одредена фреквенција се работи и тоа е неговото одржување на формата. Тоа не е одржување на формата. Сега она понекогаш ние ги викаме тоа услови или пропагации кои се стварат во самиот етер. Понекогаш можеме да се чуеме со цел свет, да сигналот отиде веднаш и се врати веднаш. Значи тие услови кои ги има. Тоа се и временски услови. Значи етерот е такво нешто од над земјата кој што во одредени моменти пропушта сигнали, одредени моменти се затворени тие сигнали. Значи затоа се можеби некојаш имаме послаби врски, некојаш имаме подобри врски со одредени делови на светот. Значи во слободни термини вашите членови се одржуваат врски. Сега, знам дека во минатото имаме катастрофални поплави 62 година овде. 63-та земјотресот во Скопје. Еве пред неколку години цунамито во Јапонија. Има ли случаеви, примери, бидејќи ова одржување на врски преку антенски, не е со струја поврзано? Има ли случаеви каде што еве помагате, ја ширите веста за некои непогоди или за некои добронамерни работи, барање на лек за болни? Што вели вашето искуство? Практичната примена, значи не е само во, така да кажа, задоволството на самиот радиоаматер да одржува врски, него радиоаматерството има и практичен дел, кој што во одредени моменти несакани може да помогне само таа врска. Другите врски се прекинати, не постои комуникација, значи тоа се невреме, војни, како да кажам, земјотреси, било кои работи, кои што не можат луѓето да воспостават врска со тој дел, тука стапуваме на радиоаматери. Болести, лекови, доставување на лекови. Да кажеме на гледачите дека врската може со агрегат. Значи, може да се одржи, не е потребна, да кажеме, како во денешно време да имаме одредени релеи. Антената наша е самата таа што имитира знак до Америка, сигнал. Да. Нема репетитори било кои работи. Значи, тука е умешноста на самиот радиоаматер да ја насочи како што треба антената, да квалитетна антената да биде од типот кој што е потребен за тај момент, да го оствари таа врска. Значи, зборуваме за практичниот дел. Нашиот радиоклуб има искуство во помош во бојната во бивша Југославија кој беше. Значи, изнаоѓање на раселени лица, доставување на лекови. Имаме случај кога од Париз неопходно беше за неколку часа донесе лек на лице, кој што му беше потребно неопходно да се донесе тој лек. Значи, помеѓу нашите контакти со тие наши пријатели радиоаматери, на било кој дел од земјината топка, се обидуваме да и практично помогнеме на граѓаните и на луѓето на кои не можат на друг начин во тој момент да го тоа направат.
сведоци сме и на многу пати на благодарност. Значи на таквите лица кои што добиле, кои што се нашле меѓу себе, кои што го добиле потребниот необходен лек и така натаму. Сте станале пријатели и ден денес се одржуваат тие човечки врски, така да кажем. И може би клучето прашање, јас како спортски новинар имав доста моменти, можности преку оној избор на спортиста годината, за вашите врвни резултати да се шири некоја полемика и јас тешко се изборувам во конкуренција со други колеги каде е радиоаматерството, дали е спорт, дали е забава, дали е култура, бидејќи ми се чини моје лично мислење дека вашите резултати, светски рекорди некако се во сенка. Па биде, значи, сепак ние сме класифицирани во техниката. Значи, радиоаматерството не е прогласено за спорт, значи тоа е радиотехника, иако на одредени моменти има и надпреварувачи карактер, кој што верувам овие надпревари. Токму затоа ми е... Меѓутоа, сепак, што ми има нешто надпреварувачи карактер, што има рангирање, значи, па има поени и светски купови, има поени кој добил, па рекорди, сепак има и на доближна врска со спорт. Спорт како поим, кој што значи надпрев, кој што значи класификација, кој што значи достигнување. Поврзано со поени, со боди, да. Така, во тој. Затоа ми е зборот бидејќи, кој го наградува? Техника нема, спорт нема, значи, и некако... нема одредени награди. Исто така и со овие ракетопланите, како беше, исто и кај нив случај. Нити е спорт, нити е... Тоа е веќе во техниката, значи аматерското изработка на радио, на ракетни модели, ракетно моделарство, така натака, и таму има надпревари, меѓутоа сепак се уште тоа не е, така да кажем, како спортска дисциплина. Иако постои првенства. Значи и балкански и светски првенства кои што значат рангирање. И тие одат на надпревари, кај вас е локации меѓутоа ракетопланите. Така, они одат и се гледат меѓу себе. Ние веќе друг тип на таков надпревар, меѓутоа сепак ние ентузијазмот на самите членови е таков да се уште се одржуваме и на светско ниво и на македонско ниво. Овде би кажал дека најново пред една недела се одржа 44-тиот собир на радиоматерија на Македонија во Прилеп, кај што и ние со 10 члени учествувавме да го, така да кажеме, зголемиме присуството на тој радиоматерски собир, и кај што не само се видовме и со помлади, постари членови на радиоматери во Македонија, туку се одржа и надпревар во ХС, односно брзо примање на морзевата азбука, и во значи аматерска радиогониометрија. Оно што реков дека е почеток на радиоматерството, на обуката на самите радиоматерија, потоа продолжуваат на радиостаници да работат. Иако, значи, него тоа противкувавме одамна ние, сепак постигнавме, така да кажем, неочекувано добри резултати. Значи, освоивме 7 медали од 10 члена, кои што бевме само, така 10 члена бевме таму, а и да не ги спомнам, значи, возачот и јас како функционер, не бевме ние тие... Значи, сите село кои учествуваа... Така, и први, втори, трети места, бевме изненадени. Значи, од оно што можам тука да ги спомнам и кои беа учесници, значи, Зоранчо Крстев, Тони Зарков, Диме Јаковлев, Зоран Димитров, Игор Дериволов, сега нека ми Венцо Стојчев во секој случај, да, во секој случај. Тој освои прво место во ХС, значи брзо примање на морзева азбука. Зоран Димитров кажав, така да сите се закитија со одреден медал. И тоа за нас беше така изненадување, бидејќи радиогониометријата бара движење, трчење, откривање на радиостаници скривени. И тоа веќе со години нагоре, ама искуството и она сигнало, слушањето на сигналот, сепак допринесува да стигнеме до саканиот резултат. За крај едно прашање, Драган Давковски, наш бивш Заборови, Драган Давковски беше. И тој беше легатен. Тој беше присутен таму и тој доби медал. Еве сега се видов пред малку за 2 дена заминува потреб за Америка. Тој во Америка веќе 10-11 години, беше дел од екипата на Ирис телевизија, страствен радиоматер, одржувате ли контакти, врски со него, тој сега на одмор.
Инаку телеграфски одржувате сигурно. Стално сме во контакт со него, значи тој е активен и на сите оние, и на социјалните мрежи, активен, да кажем, на Skype, Viber, било како, меѓутоа и активен во радиомрежата. Значи, сигурно и тој во Америка набавил опрема своја. Еднаш радиометер, секојаш радиометер, било каде се наоѓа. Значи, тоа е, јас сум како изненаден од нивниот ентузијазм и едноставно хобито кој што нема крај. Баш ми изненади ова за Драган Давков. Да, Давковски, тука беше се пред малку се видовме со него, во понеделник заминува за Америка повторно. Јас му пожелувам среќен пат и да се слушаме и понатаму и ќе биде пречекан кај нас секој што ќе се врати. Значи останува еднаш аматер, вечето аматери и вечето приврзан кон Никола Тесла. Секој момент го користи баш убаво. Од броени денови во Штип да ги искористи за надпревар во Прилеп, рече така. Да, во Прилеп беше тоа. Одеме на спортскиот дел, она што ги интересира гледачите, нестрпливо очекуваат ваш предлог од 10 екипи. Прв надпревар Србија-Чешка, надпревар помеѓу селекциите до 21 година, тоа е Европско првенство во Полска. Значи, вака. Рекој Србија беше светски првак со балето стана. Кој е гледал и е слушнал и прочитал, че Србија до 20 години стана светски првак, како што реков се во најавата на емисијата. Тоа е огромен резултат. Србија секојаш е имала, значи после одвојењето од Југославија, како сите ние, секојаш имала добри млади репрезентации. Така да оваа репрезентација до 20 години, сега пред 2 години беше европски првак во категорија, мислам, до 18 години, сега веќе на светско ниво. Затоа и сега, знам, и српската репрезентација до 21 година има квалитетна репрезентација и очекувам да биде еден тежок надпревар со репрезентацијата на Чешка, бидејќи Чешка традиционално е фудбалска земја и првата средба Србија играше нерешено, Чешка загуби. И се надевам дека ќе биде убав надпревар и типувам дека ќе има голови. Значи сепак 3+. Да. Втора двојка Аргентина-Јамајка. Ова е веќе во јужноамериканскиот куп во кој се наслушавме, се нагледавме на најразлични сензации. Еви Аргентина, ми се чини првиот надпревар го играше 2-2. Сега средба со Јамајка, тотален анонимус, меѓутоа може ли изненадување? Значи вака, Јужна Америка е расадник на добри фудбалери, неки фудбалери, независно од која држава доаѓаат. Ние знаеме дека во Европа има многу играчи и од Јамајка и од било кои други држави, Парагвај, Уругвај, кои што се звезди во своите екипи. Така да и сега меѓутоа Аргентина е со големо реноме, светски првак била. Јамајка е можеби репрезентација во подем со добри фудбалери, меѓутоа сепак типувам бидејќи Аргентина првиот меч го играше нерешено, дека мора да победник би требало и типувам единица. Германија-Данска, селекции до 21 година. Овде, значи, тие се членови во групата заедно со Србија и Чешка. Данска беше победник, Германија играше нерешено и овде ќе биде точно интересен надпревар. Тешко е да се прогнозира. Меѓутоа и двете се екипи кои што напаѓаат и се надевам и мислам дека ќе има голови на две страни. Типувам гол-гол. Шведска, Англија, исто така селекции до 21 година. Шведска секојаш имала екипи, тимови, мислам, репрезентација добра во младите категории. Англија традиционално јака репрезентација. Исто тука типувам дека ќе има голови и дека двете репрезентации ќе дадат гол, значи гол исто и пета надпреварува се двојка Бразил-Венецуела, Јужноамерикански куп. Повторно доаѓаме до Јужна Америка, така неочекувани резултати, до сега имаше одредени резултати кои што ни на крај паметна типувачот нема да му дојде, да една Венецуела победи, да Бразил изгуби од иако Колумбија јака екипа, меѓутоа сепак на Бразил му се потребни бодови. А интересно ова група сите 4 екипи се со по 3 бода. Савалето ноќеска беше сензација Венецуела Перу 0-1. Така да сите 4 екипи имаат по 3 боди, сега последното коло ќе решава. Перу, Колумбија, Бразил, Венецуела. Значи, ако Бразил овде киксне, Бразил треба да и заврши надпреварите, затоа мислам дека сепак е квалитетна. Мексико веќе се спакува. Еве, тоа е тоа што го зборуваме за Јужна Америка, дека ништо не е 100% јасно. Сепак типувам на Бразил, како победник, единица. Шеста двојка Италија, Португалија, селекции до 21 година.
ова европско првенство е, значи, содржи екипи, се заpravo екипи со педигре, јаки екипи, значи, кои што имаат и играчи кои настапуваат и во сениорските екипи. Конкуренција, така да и Португалија е добра екипа, Италија, имам добри млади фудбалери, традиционално на овие на вакви надпревари победуваат, исто и така типувам се дека Италија ќе победи. Еден гол италијаните и готово ствар. Тоа е нивна тактика од поодамна, иако мислам дека помалку се менува нивното размислување за фудбал, сепак не може да се отргнат од она неката начин, меѓутоа сигурно по-офанзивен фудбал. Гол подобро еден гол да се даде, да не се приеми и така натаму. Седма двојка Бразил, Австралија, женски фудбал. Атракција Бразил секогаш имал добра репутација, женска репутација, имал е успеси. Австралија за мене е една екипа која што моментално не може да биде конкурент на Бразил, меѓутоа сепак мислам дека понатаму бидејќи за женскиот спорт во такви држави се многу улага, значи се вложуваат средства, дека Уиднина може да биде јак противник, меѓутоа за сега Бразил фаворит единица. Осма двојка Уругвај, Парагвај. Повторно Јужна Америка. Повторно неблагодарно да се и двете добри репрезентации со добри поединци. Овде не би можел да се одлучам дали некој победник. Најблиско е до нула. Најблиско е до нула. Значи X. Девета двојка Колумбија, Перу. Еве ги споменав тие што се дуват Колумбија, Перу, Бразил, Венецуела. Бразил, Венецуела, Кец, Колумбија, Перу. И на двете е потребно да добијат, значи да победат. Победникот продолжува натаму. И мора да играат офанзивно. И двете екипи. Има добри поединци на багачи и двете репрезентации и дека ќе има голови типом 3+. Значи нема победник, него надпрво со многу голови. Последна двојка Молде, Валерунга, ова е норвешки пар. Па овде би типува единица, го познавам Молде како добра екипа. И Валерунга е добра екипа, меѓутоа сепак моментална ситуација е таква да е домашен терен и типува единица. И секако на крајот бараме точен резултат или прогноза за средбата Аргентина-Јамајка која има во овој дел, меѓутоа еве ја одвоивме како интересна за гледачите да се јавуваат и тие да типуваат. Дали ќе прогнозирате со голови, точен резултат или значи рековме повторно дека тоа би било единица, меѓутоа сепак типува дека ќе има голови овде, дека 3+ дека биде. Аргентина-Јамајка 3+. Сосема за крај рековме дека последниот надпревар беше во Прилеп. Кои се следни активности, бидејќи веќе сме на половина од годината, кои се следни активности на радио клубот Никола Тесла? Барем до нова година или во блиски? Значи ние прво во летниот период ќе ги средуваме нашите простори на локацијата на аеродромот Сушево и ќе се припремаме за надпреварите по светскиот календар, значи календарот на Светската радиомрска асоциација. Во септември има голем надпревар, значи треба да направиме една добра екипа, мислам, на наши членови, кои што ќе бидат на повеќе фреквенции. Треба да ја припремаме техниката, нашата техника, која има така, како таква, да ја припремаме со припрема на антените, на водловите, на самите радиостаници и прв надпревар тој во септември. Ние имаме уште 2 големи надпревари до крајот на годината, на кои ќе учествуваме и се надеваме дека нема да така да кажам, да разочараме, меѓутоа сепак се надеваме дека ќе бидеме меѓу првите екипи. Ви посакувам успех. Рековте сами важно да се надпреварува, меѓутоа и со скромни средства, со скромни апарати постигнувате врвни резултати. Јас ви благодарам. Експресно се договоривме да доближиме сликата до радиоаматерскиот клуб Никола Тесла Штип со цел гледачите да имаат представа за кого се работи. Врвни професионалци, меѓутоа некако а сепак аматери со врвни резултати и некако во сенка, пак ќе речем, со наградите, со вашето реноме во државата за кое ми се чини дека во натамешниот период дали Агенцијата за млади спорт, дали некои од структурите од некои федерациите ќе се погрижи сето ова да се добие вредност. Се надевам дека ова ќе биде апел до структурите и во општината и во републиката, колку што може да помогнат на радиоаматерите, а ние ќе се одолжиме со резултати. Договорам. Ова беше
данешниот наш ексклузивен гостин Љубе Здравков. Одиме со джингл, со почит поздрав кон нашите пријатели и веднаш потоа го бараме на телефон Велибор Џаровски Џаро, во на негово катче Џаро Тип. Вистинските прогнозери знаат да одберат. Следете над превари, уживајте и навивајте за кого сакате и каде сакате, но имајте стил. Обложувајте се единствено во Вил Хил. Во билтените на Вил Хил спортскиот свет ви е како на дланка. Ваш избор со наш коефициент до примамлива добивка. Обложувалници Вил Хил во секој катче на Македонија. Елкос ЕТЦ за сите верни потрошувачи подарува ваучер за пазарување 5 пати по 6000 денари секој месец, плюс инстант подароци за вредноста на вашата сметка. Пица, кафе, чај, палачинка и безброј изненадувања. Со прашање и одговор до многу подароци, само за купувачите со фамилијарната картичка. Бидете дел од ЕТЦ фамилијата и побарајте ја вашата фамилијарна картичка. ЕТЦ Штип, каде купувањето носи насмевка. На прашањето кој оператор на широкопојасан интернет според ваше лично искуство нуди најдобар однос помеѓу цената и квалитетот, граѓаните на Република Македонија одговорија Телекабел. Одберете Телекабел, најдобра вредност за дадените пари. Best Buy, Аворот Македонија. Вистинските прогнозери знаат да одберат. Следете над превари, уживајте и навивајте за кого сакате и каде сакате, но имајте стил. Обложувајте се единствено во Вил Хил. Во билтените на Вил Хил спортскиот свет ви е како на дланка. Ваш избор со наш коефициент до примамлива добивка. Обложувалници Вил Хил во секој катче на Македонија. Следува омиленото катче за сите вас, почитувани гледачи на емисијата Тип 102. Велам добар ден, добро дојде во програмата Нирис телевизија на Велибор Џаровски Џаро. Џаро, добар ден. Ало. Добар ден, Џаровски. Ало, добар ден. Џаро? Дали се слушаме? Јас те слушам. Џаро, повели се твојата прогноза. Веќе си во емисија. Ало? Ко слушнав гласот на Велибор Џаровски Џаро, се надам дека повторно ќе се воспостави врска. Има интересен предлог на екипи, јас ги знам, меѓутоа за веродостојност еве сакаме да го искористиме Велибор Џаровски Џаро во живо извор од него да чуете за кој надпревари се работи. Се надам дека ќе се воспостави врската. Почетно јавување имаше од него, а сега дали ќе се слушаме, повторно очекувам јавување од режијата. Ало? Инаку, ало, добар ден. Џаро, повели, Џаро. Не знам. Ало. Повелете, Џаро, повели. Не знам. Јас имам сигнал, тој мене не ме слуша. Нешто не е во ред со линиите. Како Добар ден, Македонија. Повели Џаровски, да. Денес имаме две честитки, првата е спортска. Честитаме светската титула на српската репрезентација, која го тепаше Бразил, и втората е за верниот исток и политичката 25 години од ВМРО. Али Џаро и Зегин денеска ви предлагаат во Бразил 2, Викторија АБЦ, кец, Аргентина, Јамајка кец, тенис Нишикори Сепи кец и кошарка Италија
Сасари, Реджо Емилија Кес. Ви пожелувам добро време, успех и да одите на каса. Секој добро, поздравите во пушката, цела екипа од Ирис и се гледаме, ве повикувам сите на 1 август на концертот на Чолик. Ке си добиете нормално влезници, пропусници, акредитации. Поздрав до сите кои го гледаат Ирис. Секој е добро. Благодарам, Џаровски, поздрав, со среќа, се гледаме во следна прва прилика. Значи, ова беше предлогот, ќе озамелам телопод режијата да го видиме повторно, кој надпревари Аргентина и Јамајка, ова е јужноамерикански клуб тип 1, Виторија АБЦ, Бразил, втора лига тип 1, Сасари, Реджио Емилија, тоа е во Италија кошарка тип 1, и тенис Нишикори Сепи тип 1. Ова е предлогот за Џаровски, можете да одригате на различна комбинација, во секој случај тоа е неговиот предлог. Очекувам јавување на 612-313, 612-314, ваш тип, ваша прогноза за надпреварот Аргентина-Јамајка. Нашиот гостин типуваше 3+, надпревар со голови, а Иван Зафировски прогнозираше 3:0, додека Шефки Салиов од Виница, неговата прогноза е од 3-6 голови. Јас да го запишам, Љубе Здравков, бидејќи и тој равноправно учествува во ова наградна игра, значи неговиот тип е 3+. Инаку, што се однесува до овој надпревар, еве ги надпреварите досега, 11 февруари 2010, Аргентина и Јамајка 2:1 и на 21 јуни 1998 година Аргентина и Јамајка одиграле 5:0. Аргентина и Јамајка се во групата Б, заедно со Парагвај и Уругвај. Досега Уругвај и Јамајка одигра 1:0, Аргентина, Парагвај 2:2, Парагвај и Јамајка 1:0, Аргентина, Уругвај 1:0. На 20 јуни, значи, играат Уругвај, Парагвај, Аргентина, Јамајка. Уругвај, Парагвај 21 часот, Аргентина, Јамајка 23 часот и 30 минути. На табелата Аргентина е прва со 4 бодови, Парагвај е втор 4 бодови. Иста гол разлика 3:2 и за двете екипи. Уругвај има 3 бодови, една победа и еден пораз, гол разлика 1:1. И Јамајка од 2 надпревари, 2 пораза, без бодови, 0:2, гол разлика. Дали имаме гледач, да го искористиме за надпревар Аргентина-Јамајка? Нема гледач. Инаку, во групата А, во овој Куп на Америка се селекциите на Чиле, Боливија, Мексико и Еквадор. Чиле, Еквадор 2:0, Мексико, Боливија 0:0, Еквадор, Боливија 2:3, Чиле, Мексико 3:3, Мексико, Еквадор доцна синоќа или рано наутро 1:2, победа на Еквадор, пошто селекцијата на Мексико еден фаворит веќе ги пакува куферите и се враќа во Мексико. Сензационални резултати на овој куп, реков Мексико, Еквадор 1:2, пошто Мексико веќе се враќа дома. И во групата С, Колумбија, Венецуела 0:1, Бразил, Перу 2:1, Бразил, Колумбија 0:1, сензација за некои, за јужноамериканците не. Перу, Венецуела 1:0. И ова се надпревари во кој што во оваа група ништо не се знае. Сите 4 селекции имат по 3 бода и решавачи ќе бидат утрешните средби Колумбија, Перу во 21 часот и Бразил, Венецуела во 23 часот и 30 минути. Победниците одат понатаму, поразените ги пакуваат куферите. Сензација ќе биде Бразил да загуби Венецуела. Бразил го загуби Нејмар, кој што по оној инцидент по средбата со Колумбија доби црвен картон и 4 надпревари е казат, што ќе рече и да оди Бразил натаму до крајот на овој јужноамерикански куп. Нејмар ќе го нема во редовите на Бразил. Дали има гледач режија? Нема. Ако не, тука некаде да ја превршиме и ова 35-та емисија, тип 102 емисија во заедничка соработка со телевизија Кобра, значи сигналот и емисијата се следи во целиот југоисточен регион, од Гевгелија па се до Берово, таму некаде.
Поздрав од мене, драги Герасимов Пушка, исто така од детските во режија, Трајче Андонов, Гора Христоски Кичо, Трајче Малинов Цордаш, Виктор Михајловски, Дарко Донев, Теодор Косекатов и Гора Тодоров. Останете со здрави, уживајте во програмите на Ирис телевизија. Се гледаме следната сабота, може и ќе биде тој и последно издание за ова година, бидејќи ова е крај на јуни, да се надеваме дека ќе имаме нова можност себе. Се гледаме следната сабота во 13:30 со нови детали ќе имаме тогаш. Поздрав од мене, пријатно и уживајте во програмите на Ирис телевизија. Пријатно!